Наместо решенија, владата обвинува дека луѓето кои се на улица да бараат поголеми плати не си ја вршат работата. Не било проблем да ги зголемат платите на здравствените работници на судската администрација, ама граѓаните не добивале добри услуги, а ако се зголемеле, ќе морале да трпат пензионерите и студентите. Ваквите одговори од вице-премиерот Битики веќе јасно укажуваат дека владата нема намера да го одврзе кесето. Според најавите од Тренчевска и од Битики, усогласување на платите ќе има дури во март 2025, кога ќе почне да се применува методологијата коефициент по просечна плата. Немаме проблем да ги зголемиме платите и во судство и во обвинителство, ако при тоа граѓаните не чекат по 6 години за своите предмети, за да им се реши својата судбина. Нема проблем. Ќе решиме све, само да не биде на штета на другите. При тоа треба да не забравиме дека ако зголемиме фондот за плати во здравство, во обвинителство, во судовите, ќе треба да скратиме од пензиите, ќе треба да скратиме од оброците за студентите, ќе треба да скратиме од книгите за учениците. Нема за повисоки плати за судство и администрација, ама има за зголемените плати на функционерите. Владата никако да го изготви предлог решението со кое ќе се намалат нивните плати. Повторно си зададоа нов рок, до крајот на месецов. Се чекал министерот за информатичко општество и администрација да се врати од пат. За зголемените плати на функционерите идната година планирани се плюс 15 милиони евра. Министерот за информатичко општество не беше во државата овие денови. Мислам дека неделава ќе се состанеме пак за да конечно дадеме. Мислам дека ќе мора да има одредено решение до крајот на месецот ноември, затоа што секако ќе изискува законски измени кои што треба понатаму да поминат во собрание. Најмногу пари идната година власта ќе потроши токму за плати на доместоци. Од 5,5 милиарди евра колку што тежи државната каса, 3,3 се за плати. Ама и покрај ова власта уверува дека скроила развоен буџет поради капиталните инвестиции кои се проектирани на 733 милиони евра, слично како и минатата година, па беа скратени со прераспределба. Развојната компонента ја гледале во тоа што, иако биле скратени капиталните расходи, досега реализирале рекордно ниво. Кои се капиталните инвестиции, никој не гледа. Најдрастично зголемен буџет за догодина има за во собранието. Вкупно ќе добијат околу 5 милиони повеќе од годинава, од 14,7 милиони евра кои се предвидени за парламентот. 10,1 милион ќе се потрошат за плати на пратениците и вработените.